Работниците чии компании отишле под стечај ќе можат да ги добијат неисплатените плати и придонеси. Со измените во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стечајните управници веќе од овој месец ќе можат да им ги уплаќаат средствата и стажот на стечајците. Упатството како се поднесуваат пресметките е објавено на веб страната на Управата за јавни приходи. Кога при стечајна постапка стечајниот управник има наплатено одредени парични средства и тогаш стечајниот управник ќе има можност да поднесе делумна и на крајот финална пресметка за плата за вработените лица, со тоа што сите вработени кои што се вработени во правното лице, кое што е во фаза на стечајна постапка, ќе им биде исплатена нето плата, а исто така и придонеси за пензиско и за здравствено осигурување. Проблемите настануваа кога наплатените средства од стечајната маса не беа доволни за да се исплати цела бруто плата и постоеше потреба да се направи корекција на месечната пресметка, поднесена од работодавачот пред отварање на стечајната постапка. Бидејќи стечајниот управник немаше овластување да го прави тоа, средствата од стечајната маса остануваа нераспределени и неуплатени, а вработените остануваа без плата, стаж и придонеси. Со најновите законски измени ќе се заштитат работничките права, каде вработените ќе бидат сигурни дека за сработеното ќе се ги добијат парите и придонесите и покрај тоа што врз компанијата е отворена стечајна постапка.